Председател, ви благодарам. Вака Колишки Лазаревска, само во насока на оно што веќе го говоревме, јас сега повторно кажувам, темата животна средина и климатски промени не е само Скопје и Охрид, не засега сите градови, ги засега сите и надвор од Македонија. Само ќе апелирам, кога говориме за токму поглавје 27, согласно извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија, ќе ве упатам да го прочитате ова поглавје и кои се препораките во овој дел. Бидејќи споменувате дали во овој период и во овој момент се неопходни финансиски средства за животна средина. Вие можете да ги менувате за тротинети, велосипеди и како сакате. Меѓутоа, токму во делот на препораките од Европската комисија имаме насока дека треба Република Македонија да ги зголеми финансиските ресурси. Погледнете ги, тие ви се и волдирани финансиските ресурси на локално и централно ниво за намалување на загадувањето во воздухот. Истовремено, јас ќе ве потсетам, ние овдека мораме да бидеме искрени до крај и кога превзимаме или кога предлагаме одредени мерки, треба да знаеме дека тие се во согласност со препораките таму каде што ние би сакале да бидеме полноправна членка, односно во Европската унија. Токму во делот на тие препораки, Европската комисија нас не подсетува дека ние треба и да го имплементираме договорот од Париз и дека ние треба да превземеме чекори согласно Европската рамка 2030. Затоа ве молам, ние во ред овде каде дискутираме, во ред одиме многу локално и многу централно, меѓутоа мораме да гледаме долгорочно дека одредени амандмани кои што се предлагаат, се радувам што наскоро ќе дојде на тема и буџетот, верувам дека апсолутно не само ние, туку и сите пратеници во собранието ќе предложат амандмани кои што ќе бидат во насока на исполнување на оние препораки кои што нас не ги даваат нашите партнери, соработници од меѓународната заедница. Ви благодарам многу.